28 јули понеделник посакувам убава работна седмица, започнуваме со нови поинакви вести. По повод Светскиот ден за борба против хепатитисот, од денеска почнува национална кампања за бесплатен и анонимен скрининг за хепатитис Б, хепатитис С и ХИВ, како и еластрографија за хронични црнодробни заболувања. Од 10 до 13 часот ќе биде поставена мобилна единица на плоштадот Македонија во Скопје, од каде што почнува бесплатниот и анонимен скрининг за навремено детектирање на болести на црн дроб. Националната кампања ќе се реализира во 10 градови во државата, како што соопшти Министерството за здравство. Бесплатен скрининг денеска од 18 до 20:30 ќе се врши во Куманово, на 30 јули во Тетово од 10 часот до 12:30, во Гостивар од 18 до 20:30, на 1 август во Струга од 10 до 12:30, во Охрид од 18 до 20:30, на 4 август во Битола од 10 часот до 12:30 часот и во Прилеп од 18 до 20 часот и 30 минути, а на 6 август во Штип од 10 до 12:30 и во Гевгелија од 18 до 20:30 часот. Вкупно 51 пожар на отворен простор се регистрирани во текот на изминатото деноноќие на територијата на Македонија, од кои 8 се активни, 7 се под контрола и 36 се изгаснати. Инсектите и животните кои бегаат од опожарените места го шират огнот на неопожарени површини на планината Серта. Ова го констатирала Весна Санева од регионалната подружница Серта Штип при јавното предпријатие Национални шуми. Таа додава дека еден од вработените на јавното предпријатие Национални шуми забележал како запален скакулец го има проширено огнот на стрниште, пошто и веднаш е изгаснат. Според неа, веќе треба да се размислува и како да се сузбијат инсектите кои како искри го шират огнот. Годинава на македонскиот пазар не е откриен ниту еден опасен производ, покажуваат податоците на Државниот пазарен инспекторат. Тоа може да значи дека се што се продава кај нас е безбедно за употреба или инспекторите не успеале да ги откријат наводните недостатоци кај контролираните производи. Потрошувачите алармираат и дека се потребни сериозни анализи за потенцијалната токсичност и содржината на хемикалиите. Лани како опасни биле повлечени десетина разни производи, меѓу кои и гума за мотоцикли, детски дуксери, новогодишни светилки, електричен бокал за вода, бежични правосмукалки, детски тренерки, лед светилки, новогодишни украси, блендери, рачни електрични дупчалки, детски играчки, косалки за трева, заштитни кациги и шлемови, па дури и електрични пили. Најголем дел биле со потекло од Кина, Турција, Романија, Германија, па дури и од САД. Прочитете повеќе од Сонја Кириџиевска. ЕУ конечно го стартува системот за влез. ЕС ќе почне да функционира во октомври годинава и ќе чини 20 евра. Европската унија објави дека системот за влез-излез ќе биде имплементиран на 12 октомври 2025 година. ЕС е автоматизиран IT систем за регистрација на државјани кои не се членки на Европската унија, кои патуваат за краток период. Секое преминување на надворешна граница ќе бара државјанинот кој не е членка на Европската унија да биде електронски регистриран, вклучувајќи ги сите влезови, излези и одбивања. Барањата ќе се воведуваат постепено, кулминирајќи со барања за биометриски податоци на граничните премини. Системот треба да биде целосно функционален до 10 април 2026 година на сите граници на Европската унија. Документот ќе важи 3 години или додека не истече пасошот и дозволува неограничени краткорочни престои. По недели на тензични преговори, Европската унија и САД конечно постигнаа рамковен договор за меѓусебна трговија. Само еден ден пред новата рунда царински преговори на Америка со Кина. За Европската унија утеха е што наместо најавените царини од 30%, сега ќе се соочува со царини за извозот во САД од 15%. Овој договор е важен за двете страни, бидејќи како што вели ЕУ, станува збор за најголемата билатерална трговска и инвестициска релација во светот, од која зависат многу бизнеси и работни места.
Водата од поројниот дожд предизвика лизгање на земјиштето во областа на насипот покрај пругата, што веројатно довела до излетување. Ова се првичните проценки од истрагата за големата железничка несреќа што се случи вчера во Германија. Во несреќата загина машиновозачот, уште еден вработен и еден патник, а најмалку 41 лице е повредено. Застрашувачки снимки од невремето во Хрватска. Невообичаена гледка над Осијек. Во втор ден откако регионот на Балканот се соочува со силно невреме, придружено со обилни дождови, грмотевици и локализирани бури. Регистрирани се бројни налети на ветер, силни грмотевици и потенцијално опасни временски услови. Една од најсилните бури ја погоди источна Хрватска околу Осијек. Метеоролошката платформа Неверин објави видео на кое се гледа застрашувачки вртлок што се спушта од облаците и очигледно само неколку метри му не достигаше да ја допре земјата. Семејството Кецмановиќ, родителите на момчето убиец, кој изврши масакар во основното училиште Владислав Рибникар во Белград на 3 мај минатата година, мора според конечната пресуда на Вишиот суд заеднички да исплатат вкупно 344 милиони денари, околу 3 милиони евра. Нематеријална штета на членовите на семејството на убиените деца, наставничката Татјана Стевановиќ и двете ранети момчиња. Обештетувањето вклучува и поединечни присуди. Според истражувањето објавено од Блиц, родителите на Коста поседуваат значителен имот кој во моментов е блокиран за продажба, донација или располагање поради судски постапки. Проценката на Блиц врз основа на пазарните цени на недвижностите во Белград покажува дека само нивните највредни имоти вредат најмалку 700.000 евра. Подсетуваме дека масакрот во основното училиште Владислав Рибникар се случи на 3 мај 2024 година, кога 13 годишно момче уби 9 ученици и еден училишен чувар, а повреди 6 лица. Во својата пресуда, судот оцени дека злосторството е резултат на сериозни пропусти во семејното воспитување и изложеност на несоодветна содржина, вклучително и пристап до стрелиште. Сигурно познавате директно или индиректно барем еден македонец кој има стан во Грција. Грција секоја година станува се попривлечна за инвестирање во недвижности, а тоа според бројките важи и за привлечноста за купувачите од Македонија, кои во последните 5 години потрошиле 50 милиони евра на купување недвижности кај јужниот сосед, пишува Bloomberg Adria. Македонија е на 25-то место меѓу државите во светот чии жители купиле или изградиле некаков имот кај нашиот јужен сосед во 2024 година. Македонците најмногу бараат апартмани од 50 на квадрати. И една добра вест за крај. Дали слушнавте за новата Барби, која ги представува лицата со дијабетес? Барби ја проширува својата посветеност на инклузивноста со својата прва кукла со дијабетес тип 1. Барби помага во обликувањето на погледите на децата кон светот од најрана возраст. Со одразувањето на медицинските состојби како што е дијабетес тип 1, ние обезбедуваме повеќе деца да можат да се видат себе си во приказните што ги замислуваат и во куклите што ги сакаат, изјави Криста Баргер, подпредседателка на брендот на компанијата Mattel. Дизајнот содржи континуиран монитор за гликоза на раката на девојката, прицврстан со розова медицинска лента во облик на срце, заедно со инсулинска пумпа на половината. Со новата Барби исто така доаѓа и паметен телефон со апликација за следење на мониторот, сина облека со точки и пастелно сина чанта, со цел да ја представи свеста за дијабетисот. Новата кукла Барби е веќе достапна за купување. Цената за еден примерок е 10,99 американски долари или 9,4 евра, поточно 580 македонски денари. Не е ни скапа, нели? И еве ги добрите вести кои ни пристигнуваат од зоолошката во Скопје. Да не го мислите Коко, супер се опоравува и ужива во дружбата со своите зоонегуватели. Пишуваат оттаму во објавата со фантастична фотографија од Коко. Ке се потсетиме дека Коко пред известно време заврши во болница поради инцидент, поточно како што раскажаа од зоолошката двете шимпанза, Коко и Изи, кои постојано си играат. Овој пат играта преминала во мало недоразбирање, при што Коко се лизнал и се повредил. Во консултација со холандските ветеринари беше повикан стручен тим од факултетот за
ветеринарна медицина, кои заедно со нашите вработени му пружија стручна помош и за прв пат во нашата држава беше извршена ваква акција за седирање на шимпанзо, која се смета за една од најкомплицираните во животинскиот свет. Колку беше успешно седиран и однесен во ветеринарната болница на факултетот, каде што беа направени комплетна рентген диагностика и сите лабораториски испитувања. Среќни сме што Коко сега е стабилен под надзор и во процес на целосно закрепнување, а од страна на професорот Пламен Тројачанец од катедрата за хирургија, ортопедија и офталмологија беше констатирано дека на мала коска на ногата има само напукнатина која сама ќе зарасне, без потреба од хируршка интервенција. Известуваат од ЗОО. Данила Арсовска го врати споменикот Ќосато. Таа објави фотографии од моментот како се поставува споменикот спроти кружниот тек кај хотелот Континентал во Скопје. Премиерот Христијан Мицкоски денеска ќе присуствува на свечено отворање на базен од затворен тип во состав на основното училиште Невена Ѓорѓиева Дуња во општина Кисела Вода. Денеска без струја ќе бидат делови од аеродром Карпош, Петровец и Илинден. Масакар на преполн пазар во Бангок, има и загинати. 13 мртви, десетици исчезнати во потонување на брод во Нигерија. Регистриран е прв смртен случај поврзан со епидемијата на мајмунски сипањуци во Гана. 8 повредени во рускиот напад врз зграда во Киев, меѓу нив и 3-годишно дете. Илјадници граѓани во Грција и Турција беа принудени да ги напуштат своите домови поради жестоките шумски пожари што беснеат на повеќе локации. Повеќе за ова ќе читате на slobodnpečat.mk. Ви благодарам за вниманието, погледнавте уште едни поинакви вести. Се гледаме утре во 10:30.